Во општествена сцена утрово на линија ја имаме Наташа Поповиќ, директорка на Охридско лето. Летото е токму асоциација, летото во културата е токму асоциација на Охридско лето, овој традиционален, долгогодишен фестивал кој се одржува во бисерот на Балканот, а ако не се лажам, годинава е точно 60-то издание. Добро утро. Добро утро. Како ќе се одвива оваа година Охридско лето? Нема, предпоставувам, или можеби сепак ќе се отвори во Античкиот театар во Охрид? Какви се плановите? Токму како што кажавте, годинава Охридско лето слави юбилеј од 60 години и планираме, нормално чекаме да се прогласи крај на вонредната представа во нашата земја. И понатака со препораки од ресорното Министерство за култура и министерот Хусни Исмаил и со препораки од владата сакаме и би требало да се одржи овогодинешното юбилејно издание Охридско лето. Со тоа што би се поместила датата на свеченото отварање на 12 јули заради припремите кои што бевме во застор заради COVID-19. Има да биде отворен на 4 август, кој што е и роден ден на фестивалот. Пред 60 години се отворил на 4 август. Но, секако сме во преговори и за сето тоа понатака се видела како ќе се реализира, доколку се реализира. Што доколку она најлошото можно сценарио, доколку се поврати пикот, па дури и овие поместени датуми не понудат можност за одржување на Охридско лето, има ли алтернатива како ќе се одвива? Постои ли опцијата онлайн Охридско лето, како што веќе можевме да видиме и со онлайн концерти и со се останато во изминативе 2 месеци? Секако дека постои опција онлайн, но како што кажав претходно, имаме разговори, преговори со Министерството, со владата, со Министерството за здравство, така што ќе донесеме одлука и малку понатака. Секако во месец јуни ќе биде известена најавноста и публиката како сето тоа би се одвивало. Господја Поповиќ, мора да ве прашам кого се ќе имаме задоволство да слушаме оваа година на Охридско лето по бројните звезди кои имавме можност да ги слушнеме изминатите години? Во пракса, додека не Охридско лето со прес-конференција за објава на програмата, се уште не можеме да ги објавуваме уметниците. Програмата е веќе договорена уште минатата година. Секогаш се прави програма една година унапред, за да се достави до Министерството за култура. Но додека не се објави програмата на прес, не би сакала да ги објавувам уметниците, но секако се големи имена, како секоја година, така и оваа. Доколку се одржи според посакуваниот датум, 4 август, ќе има ли посебни протоколи за присуство на отворањето и на Охридското лето? Ќе бидат ли задолжителни маските? Секако тоа ќе добиеме, се уште не знаеме, но во наша среќа и во наша корист е што фестивалот претежно се одржува отворено на Античкиот театар, Долни Сарајево, предворје на Света Софија, во Света Софија, така што има простор за публиката за таа раздалина од 2 метра, маски секако, тоа ќе биде објавено, да може публиката да има простор, да бидат безбедни и сето тоа да се реализира. Наташа Поповиќ, директорка на Охридско лето, благодарам што одвоивте време да се јавите во денешниот утрински брифинг. Ви благодарам и вас што ме повикавте.